Во предвидениот рок кој истече на 3 август, вкупно 1135 прилепски земјоделци поднесле барање до надлежната општинска комисија за обештетување на 100% штети кои ги предизвика незапамтеното силно невреме, кое најмногу ги зафати атарите на прилепските села, Мало и Големо Коњари. Бидејќи најголемиот дел од оштетените земјоделци живеат од земјоделието, од надлежните бараат ургентна исплата на штетите, а додека другата страна пак тврди дека морало да се испочитува законската процедура, што би значило дека евентуалната исплата би започнала најрано некаде во октомври, во што земјоделците силно се сомневаат. Советот на општина Прилеп во рамките на можностите и во рамките на кондицијата на буџетот на општина Прилеп ќе оддели средства после изготвувањето на овој елаборат. Но земјоделците стравуваат дека ова било само купување на време, бидејќи некои од нив се уште имаат неисплатени штети уште од пред повеќе години. Истите овие стравувања пред една седмица ги изрази и опозицијската ВМРО ДПМНЕ. Советничката група, предводена од ВМРО ДПМНЕ, излезе со барање за одржување на итна седница на која би се одлучило за целосно обештетување на земјоделците. Ваквото наше барање најде на негодување на локалната власт. Извештаите и елаборатот за штетите од илското невреме треба да бидат готови во почетокот на септември. На проценката работат 3 стручни комисии. Невремето 100% уништи род на околу 600 хектари, главно тутун, пипер, кепченка и други култури.